Кој е на власт и како СДСМ да не се заминала? Откако ова прашање доцна синоќа екс-премиерот и азилант во Унгарија Никола Груевски му го постави преку Facebook објава на министерот за правда Игор Филков. Денеска министерството реагира, додека Груевски во статусот бара преиспитување на неговите судски одлуки. Правда му одговори дека не се надлежни. Собирањето информации од надлежните судови има за цел да обезбеди целосна и точна правна основа за понатамошно постапување. Министерството нема надлежност да ги преиспитува правосилните судски одлуки, туку е должно да постапува по нив. Ваквата преписка следува откако Телма во саботата објави дека потребните документи за екстрадиција отпатувале од Кривичниот суд до Министерството за правда, а Филков порача дека ја чека новата власт во Унгарија за да го испрати барањето за екстрадиција. Од друга страна пак, ова е прво јавно опишување на Груевски за екстрадицијата, откако во Унгарија победи Петар Маџар. Уште во првата изјава Маџар навести можно укинување на азилот за Груевски и со тоа ја отвори вратата за екстрадицијата. Груевски избега во 2018 година, а неговиот наследник Мицкоски најавува дека ќе оди во затвор ако биде екстрадиран. Опозицијата пак начело со Филипче не верува во ова. Апсолутно секој оној кој што верува во владењето на правото ќе го поддржи ово однесување на владата, а секој оној кој што е соочен пред правосудните органи има своји права согласно законите и уставот и тие права му се на располагање. Зашто се контрадикторни? Затоа што сакаат да замачкаат приказната. Оти вие. Јас очекувам како секоја сериозна држава, за жал ваква власт не може да биде сериозна и да води сериозна држава, и тоа секој не го гледаме. Тоа граѓаните го чувствуваат. Да постапи така како што треба. Да побара екстрадиција, посебно после најавата на новиот унгарски премиер дека бегалци и криминалци нема да чува во земјата. Инаку застарена е пресудата за Груевски во предметот Тенк. Активна казна од година и половина затвор има за предметот Шамари во центар. Застарува во септември до година. 9 години затвор во случајот Плацевина водно застаруваат дури во 2043-та. Двете пресуди се донесени во отсуство, па тој доколку биде екстрадиран, би можел да бара повторување на судењата. Повторување може да бара тој самиот ако не знаел за пресудите или пак државата од која се бара екстрадиција, како услов дека ќе добие правда ако биде екстрадиран. За извори од судот беше спорно тоа што во за Плацевина водно тој лично дал овластување на адвокатот да се жали пред Врховниот суд, со што тоа би било потврда дека бил известен за пресудата. Сепак по увидот во предметот од страна на Телма, токму ова полномошно не можеше да се најде во списите. За Груевски има истрага и како организатор на инцидентите во собранието од 27 април 2017 година. Поранешниот премиер на Унгарија Орбан му даде политички азил и еднаш веќе беше одбиена неговата екстрадиција.